Денеска бев во обвинителството да дадам исказ по кривична пријава која што е поднесена од Уранија Пировска, од непостоечкиот Хелсиншки комитет на светско ниво. Значи, една невладина организација која што во Македонија го злоупотребува старото име кое што некогаш постоело, а се злоупотребува со цел да се креира јавно мислење како што одговара на крајната левица, либералите кои што се спротивставуваат на секакво спротивставено размислување, на секој поинаков политички став, се што не одговара на нивната идеологија спонзорирана од странство и од Сорос. Практично, за еден твит кој што сум го објавил пред изборите, тие прават случај, кој што случај подоцна е доставен во Министерството за внатрешни работи на Оливер Спасовски, и практично од Оливер Спасовски е предадено во обвинителството. Ова покажува една спрега на повеќе институции, на повеќе структури кои што се блиски до Сорос и до СДСМ, а со цел да се противстават, односно да се супресира секое поинакво размислување. И затоа сметам дека станува збор за небулозна пријава која што обвинителството на крајот на криштата ќе ја отфрли, но ова е опасен преседан, втор во Европа. За твит беше гонет поранешниот словенечки премиер Јанес Јанша и не знам друг случај некој да се навртел, односно вака да ја третира како значајна социјалната мрежа Твитер. Но јас имам едно сомневање дека левичарите, соросоидите сакаат да ја задржат за себе таа мрежа, бидејќи таму има платеници од Сорос кои што и тоа какви гадости твитаат. Како што гледате, не сте само вие жртва како телевизија, жртва е секој што размислува поинаку. Јас мислам дека не смее да се дозволи ова да се случува. Македонија со начинот на кој што постапуваат луѓето кои што се на платен список на Сорос е вратена не 2 години, туку 20 години назад. Се она што се правеше во овие години беше да се обвини владеачката гарнитура и ВМРО ДПМН, а всушност најлошите работи ги направија токму тие што цело време го обвинуваа ВМРО ДПМН. Еве ја напаѓаат вашата телевизија, го напаѓаат секој неистомисленик на Твитер, ги напаѓаат буквално сите неистомисленици, само затоа што не можат да издржат пред тежината на аргументите.